Па со топлото време и високите температури, голем број граѓани освен покрај вода бараат и на планина. За нив особено е атрактивен Пелистер, со своите убавини кои привлекува посетители од целиот свет. Од Националниот парк Пелистер вела дека граѓаните најчесто одат на Пелистер откако ќе им завршат работните обврски, односно после 17 часот, а голема посетеност има и за време на викендите. Бројката се зголемува обично попладне после работното време ако не е викенд и претежно кај оние кои бараат промена, да не биде во така жешки услови, да поминат денот до крајот на денот. Таа бројка е голема, но не можам да ви кажам прецизна бројка затоа што кај нас рампата каде што проаѓаат и каде што имаме некаква евиденција работи до 3 часот попладне, а обично бројката на посетители се зголемува после тоа. Од друга страна, присутни се и се поголем број на туристи кои што се под наше македонско потекло или од Македонија кои што живеат во странство, се дојдени за летниот период тука и обично тие ги посетуваат големо езеро, врвот Пелистер и така натаму. Инаку, поради високите температури и опасноста од појава на шумски пожари, од денеска до 15 август Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство воведе делумна забрана за движење во шумите. Надлежните велат дека ако некој граѓанин проба да запали оган, нивните екипи веднаш реагираат. Се интервенира и до нас на некој начин, а потоа ние преку чуварската служба и до тие што го запалиле, односно се гасни оган. Тоа е опасно затоа што сува е тревата, постои опасност да се прошири пожарот, ветер дува понекогаш и зголемува таа опасност и за нас е најризичен летниот период токму од тој аспект. Најчесто недоволно информирани односно од оние, ако се веќе странски, од оние земји каде што е дозволено правење на скара во одредени локации. Но наши, особено битолчани и луѓе од околината, знаат дека тоа не е дозволено и немаме проблеми посебно. Од Националниот парк Пелистер исто така препорачуваат оние што одат на Пелистер за прв пат да користат лиценцирани водичи, бидејќи во минатото во неколку наврати се случувало странци привлечени од убавините на оваа планина да се загубат на Пелистер.